Она што вчера се случуваше во Собранието на Република Македонија, слободно ќе го наречам дека беше еден циркус во режија на Талјат Џафери и владачкото мнозинство. Ние како опозиција направивме крупни исчекори за да овие мерки бидат ставени на дневен ред и да бидат изгласани, затоа што сметаме дека интересот на граѓаните кои што ги чекаат овие мерки, интересот на бизнисот кој што ги чека овие мерки е многу поголем од гола политика и политиканство, иако имавме амандмани на еден закон за државјанство кој што според нас е сериозно скандалозен за да се земаат државјанства со тројца сведоци. Ние се надминавме себе си и ги повлековме амандманите со што возможивме процедурално да овие закони од петиот сет на мерки бидат ставени на дневен ред. 2 дена секојдневно пратениците на ВМРО ДПМН апелираа или буквално молеа овие точки да бидат ставени на дневен ред. Истото не се случи, туку откако увиде Талјат Џафери дека одредена седница за останата, си имал 21 точка за гласање, меѓутоа и поради, предпоставувам, негови лични суети, затоа што не бил поканет на средбата лидерска помеѓу Христијан Мицковски и Зоран Заев, тој одбиваше да ја отпочне 36-та седница на која што се на дневен ред овие точки од петиот сет заради предпоставувам само нему познати причини. Ние како ВМРО ДПМН даваме подршка на тие мерки, ќе гласавме, иако владачкото мнозинство немаше кворум, ние ќе го обезбедевме и еве и денеска апелираме до Талјат Џафери, користиме одредени канали на комуникација за да 36-та седница биде отпочната и да се изгласаат тие мерки. Нека не се грижат, иако немаат кворум и мнозинство, ние како опозиција најзастапена во Собранието со 44 пратеници ќе обезбедиме кворум и ќе ги изгласаме тие мерки. Она што единствено Талјат Џафери може да го направи е да ги стави тие точки на дневен ред.